Македонија. Денеска имаше ракомет, нели, јас сум за металург, не ме кај да се чаше, не ме Митко, знам нека си ти за Вардар. Денеска ладно е, минус 8 степена надвор и усала излегај, леле. Така ли е, Владо? И гледам металург Вардар едно време, гледам и ми текнува на еден лик, луѓе, ликот многу ни фали у нашиот ракомет за да биде комплетен, фул и многу смешен ракометот, да биде скроз забавен како што е сега, ма плюс до забавен. На кој лик мислам? Знаете, еден тренер наш, екс-селектор. Така е! Звонко Шундовски. Дечкото фали у ракометов за да ни биде онака најјако, фул интересно удржава, ни фали у ракомет. Го гледам и викам, дај да го гугнам, кај е човеков шо прави, и го гугнам, пишам Звонко Шундовски на Google и ми искача прва статија, прв наслов, кој ќе биде наследник на Шундовски. Викам, наследник за шо? Жена му да не објавила оглас нешто, не знам, ради. Зашо би го оставила жена му? Зашо? Изгледа, дома се понашал као Македонија на светското, не клавал доволно. По дома, голој. Знам, леле, луѓе, типот ја имаше најјаката тактика у историјата на екипните спортови, у сите тактики што постојат. Играјте убо, клавајте гол и појке одними и тепаме. Само ова ракометари не писмени бе, луѓе. Не талентирани, не знаат проста тактика да спроведат. Клавајте гол и појке одними, тепаме 100%. Не талентирани бе, Еј, не е човекот крив. Просто здравје. Или како ни се паѓаат све него такви селектори и овој Пипан. Исти Пипан, исти Шундо. Губиме 25 разлика на Европска у Словенија, свикува тај маут, вика сега Кузден шо ќе им каже и тактикава. Ајмо, добијам у пичку матерну, еј, ало! И искаче после капитенот на пресконференција го прашуваат која беше вашата тактика за денеска. Шо ќе каже човекот? Па ни рекоа да добијам ово и сите у пичку матерну да идеме. Са глупости. И јас си викам, овој Шундовски, не, дали човекот има клецано нешто у животот? Не, мислам, со таква тактика не можеш ни Уганда на пријателска да ја тепаш и да ќариш нешто. Значи, не може, луѓе. Значи, како би се пуштал он на некоја цура у град, да го замислиме, пошто жена му да речеме нели го оставила не клавал доволно по дома голој, го оставили сега он иде у диско и се пушта на цурава со тоа таблата и со фломастерот. Ше ти вика, слушај, Пиле, од Битола, Пиле вика. Пиле, слушај, те знам јас тебе. Ти агресивна одбрана играш, кога се караш со дечко ти ностоп со рацете во виси. Те знам ја тебе, слушај Пиле. И покаже на фломастерот, слушај Пиле. Ќе ти влезам одавде, нема да ме сетиш, јас ќе сум ти напикер, влезам до пола на 6 метри без престап. Има да ти клавам, ќе те раструвам ко Македонија на светсконо. Шо збориш бе? Кире, оди објасни му. Стендап Македонија. Читам доле на Google, скролам надоле и гледам изјава на Шундовски и вика: игравме лошо со играч вишок. Добро. Како може да биде добро ако сте еден вишок? Например, еве со жената у кревет, двајцата мансте, ами ако имате еден вишок што правиме? Не, значи ќе се карате кој даклава појке. Нели? Едниот ќе мора да добие 2 минути, а другиот ќе мора да клава побрзо, иначе ќе му свират пасивен. Разбира? Хаос. Стендап Македонија.